што ја земавте да прогонува, а другите не се корумпирани. Апсолутно тврдам дека не. Како не се корумпирани? Како можете вака да обвинувате? Како обвинува, вие слепили сте. Не ли гледате што се случува? Катица Ефатија жива со милиони евра. Што треба поише да збориме? Зборуваме за еден човек, што е председател на судот. Тоа не е еден човек, тоа беше првиот човек на таа институција што требаше да донесе правда. Но не можете да плукате врз целата институција да ги навредувате. Зборувам за корумпирани обвинители, кои што нормално е после да се зборува дека нема правда и дека не се одвиваат обвиненијата како што треба. Позираат на пресконференции со ташниот по 5000 евра, глумат Чарлиеви ангели. Ајде, каде се резултатите? Нели за тоа ги оформивме ние? Да беше ВМРО ДПМН на власт, зарем мислите дека некој ќе ги чепнеше СЈО, ќе ги покриеја и во јавност немаше да има никакви, ќе беа спречени силни реакции со нивните сурови пропагандни методи. А сега нели е така? Апсолутно сега не е така. Вие слободно зборувате на таа тема. А што вие не зборувавте како беше ВМРО на власт, вие не се качувавте по гајби и секој ден не зборувавте? Не зборувавте слободно? Тие кои што зборувавме. А зошто? Зошто малку биле? Како малку? Па стотици луѓе. Немој, значи Стојанче, немој позиција на страв да форсираш, затоа што исто и сега има луѓе што се плашат да зборат, како што се плашат тогаш. Прогон има на луѓето по сите министерства. Има луѓе неправедно во затвор по 18 години осудени, додека овие и Катица и другите ги покриваат и гледаат да го заташкаат случајот. Значи биди објективен. Како се погрешни тврдења? Има луѓе неправедно осудени, за тоа повторно патриотите што ја бранеа државата кога направивте државен удар, пошто зборуваш дека пратениците гласале, како гласале на затворена тензија, односно седница. Како е изберен тај за судовите, нив. Не, зборувам за парламентот. 18 години или судот? Кој ги осуди? Судот и судиите кои што поголем дел беа именувани. А обвинителката каква релација со Заев? Обвинителката каква релација? Па треба да дознаете, ако сакате да бидете објективни. И вие не сте објективен затоа што зборувате за патриотска борба. Дали е патриотизам да се обидете да убиете припадник на спротивна политичка? Кој е убиен? Никој не е убиен. Име и презиме дајте. Не карикирајте. Значи имаш обид, вие го следевте. Ја не мислам дека имаше обид. Дали го следевте судењето? Вие знаете ли дека гласањето во собранието е незаконско? На пратениците од тогашната опозиција. Не поддржувам такво нешто. Тие рани беа галењи или беа обид за да се тие тешко повредат при да се убијат. Села како ќе завршеше случајно остана жив. Значи не може туку така. Изберен ли е Талјас Џафери на регуларна седница со 61 пратеник? Постои ли таков документ? Не знам, не сум. Тој момент е државен удар. Народот влезе да го спречи државниот удар. Зошто тогаш најголемата политичка партија опозицијска не презема ништо во таа насока? Која партија? ВМРО ДПМН. Па ја не зборувам во име на партијата, прашете го Мицковски, ако он се договорил со некоја конјунктура. Осамен представник на, еве имате, не знам како да наречам, имате ваши ставови. Долго